Вечерва со вас, во Дневникот на КТВ. Ангел Данов. Добра вечер. 24 август 2026 започнува Дневникот на КТВ. На сметката на општина Кавадарци од страна на владата на Република Македонија се префрлени 8.879.851 денар наменети за покривање на штетите од природната непогода суша. Како што информираат од општината, овие средства се наменети за директно обештетување на погодените земјоделци од регионот. Исплатата кон земјоделците ќе се реализира во најкраток можен рок, веднаш по завршувањето на комплетната обработка и административно комплетирање на потребната документација. Картинг центарот во Кавадарци добива нова динамика. Вкупната инвестиција за патеката и придружните објекти изнесува нешто повеќе од 35 милиони денари. Продолжуваат градежните активности за изградба на картинг центарот во Кавадарци, инвестиција обезбедена преку вториот повик на владата. На површина од 2700 метри квадратни се реализира современа картинг патека со придружни објекти со вкупна инвестиција од 35 милиони 247.407 денари. Работите напредуваат, а секоја фаза не води се поблиску до создавање нова спортско-рекреативна содржина за младите, љубителите на автомобилизмот и спортот, но и нова атракција која ќе ја збогати туристичката понуда на Кавадарци. Кавадарци продолжува да создава нови можности, нови содржини и простор за спорт, рекреација и забава. Со отворањето на подрачната единица, услугите поблиску до земјоделците и граѓаните на Росоман. Општина Росоман на тој начин создаде брза, достапна и ефикасна институционална услуга за сите граѓани. Подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Росоман ги дава посакуваните резултати и ја оправдува целта за која се залагаше општина Росоман. Услугите да бидат достапни таму каде што им се најпотребни на граѓаните. Земјоделците, но и сите останати граѓани од општина Росоман своите обврски и постапки од надлежност на Министерството можат да ги завршат директно во подрачната единица во Росоман без непотребно патување во други градови. За земјоделска општина како Росоман од особено значење е земјоделците да имаат брза, достапна и ефикасна институционална услуга во својата општина. Општина Росоман продолжува да работи институциите и услугите да бидат поблиску до граѓаните, а Росоман да добива се подобри услови за развој на земјоделието и локалната заедница. Возачите од Ноќеска се соочуваат со значително повисоки цени на бензинските пумпи низ земјава, откако Регулаторната комисија за енергетика донесе нова одлука за зголемување на максималните малопродажни цени на нафтените деривати. Најголем удар по джебот на граѓаните е поскапувањето на дизелот, чија цена се зголемува за 6,5 денари по литар и преминува психолошка граница, достигнувајќи 101,5 денари. Бензините Евросупер БС-95 и БС-98 поскапуваат за по 4,5 денари по литар. Нови малопродажни цени, Евросуперот ќе се 95 октани ќе се продава за 93 денари за литар, БС-98 за 95 денари за литар, Евродизелот 101,5 денари, екстра лесното масло за домакинство 100,5 денари, а мазутот за 45,5 денари. За избори сме спремни уште утре, ама нема да бидеме алиби на Мицковски, порача на денешната пресконференција председателот на СДСМ Венко Филипче. Кажавме дека нема да бидеме алиби за предвремени избори на премиерот Христијан Мицковски. Очигледно е дека единствениот параметар кој што него го тера да бара избори е тоа што повеќе нема пари во буџетот за неговите криминални тендери. Сега нема ни од каде да се задолжува така лесно.
затоа што неговиот ментор Орбан веќе не е на власт, нема од кај да зима кинески пари. Локално нема ниту еден резултат. Нема никакви резултати во економијата, во образованието, во земјоделството, во социјалата. Едноставно се во државата е застането. Луѓето немаат пари, огромни се долговите кон компаниите, близу 200 милиони евра се должи за поврат на ДДВ, нешто што е проблем и поради што многу компании веќе ги затвораат, поради тоа што се соочуваат со ризик во однос на ликвидноста и ги отпуштаат работниците. Гледаме како е падот на странските инвестиции, има пад на индустриското производство, еден тотален непрофесионален начин на водење на државата, комплетна незаинтересираност за било што добро за државата и за граѓаните. За Европа повеќе никој не ни зборува, останавме слепо црево на Балканот и на Европа во моменти кога од Европската унија доаѓаат сигнали дека ќе се забрза патот на Црна Гора, имајќи го предвид хибридното влијание на Србија таму и сите обиди да нема прогрес на европскиот пат на Црна Гора, тоа Европската унија го препознава и го забрзува делот на отворање и затворање на поглавијата, за да што поскоро се заврши тој процес и Црна Гора стане полноправна членка на Европската унија. Многу силно напред, интензивно работи и Албанија. Со нас повеќе никој не се занимава. Никој не спомнува. Наводно има некакви тајни, скришни разговори. Ништо тоа не е вистина. Поради тоа што единствената вистина дека ова влада не сака во Европа. Поради тоа што не сака јавни, транспарентни, добри институции. Поради тоа што не сака европско обвинителство. Затоа што ќе одговара за своите криминални постапки. И сега во цела тоа ситуација, кога се спремаат очигледно за избори, без разлика дали ќе бидат предвремени или ќе бидат регуларни, тогаш освен медиумите кои што оваа власт веќе ги има, 40% од вкупниот број на медиуми кај нас под контрола на луѓето блиски на Орбан, сега се спрема да влезе и тешката српска артилерија пропагандна, начело со Ало медија, купуваат медиуми, телевизии, Евронюс е веќе тука, уредници се добро познатите Латас и Ивона, луѓе кои што се работуваа со Груевски, кои што се соработници на српски служби, работат спротивно на интересите на државата, учествуваа во минатото, во палење на американската амбасада, тука кај нас вклучени се во нападот влезот во собранието 27 април, тоа сето е едно спремање за избори, појачување на пропагандната машинерија. Поради обвинителот на СДС и ДУИ Абази, правдата за модуларните не виде бел ден, а факт е дека Филипче сам си ги пишувал условите во тендерот. Обвинување на пресконференција од Миле Левков од ВМРО ДПМН. Со непокренувањето на обвинение за 19 модуларни болници, правдата не виде бел ден. Ова е благодарение на обвинителот во заминување Ислам Абази, кој целиот свој мандат, наместо да извршува функцијата обвинител за гонење организиран криминал, дури и на крај на мандатот покажа дека имал единствена цел, а тоа е заштита на интересите на СДС и ДУИ. Така, благодарение на овие постапки на Абази, од СДС и самиот Венко Филипче вела дека се било во ред со модуларните, но дека не е така, јасно име на сите. Јавноста сведочеше на низа вештачења, низа документи кои укажуваат дека за болниците да се изградат не бил баран никаков услов според закон за градење, туку единствен закон во тоа време била волјата на Филипче. И токму поради тоа исходот од една модуларна болница беше суровиот факт. Изгореа 14 пациенти. Филипче во процедурите одел дотаму да прави анекси за зголемување на цената на модуларните. Барал од надлежните само да се подпишуваат на документите кои им ги доставувал, а не ги оставал да работат според закон. За тоа сведочи изјава на вработено лице во Министерството за здравство, кое во исказ пред обвинителството изјавило, цитирам: "Сакам да појаснам дека не сум ја изготвила техничката спецификација, туку само сум ја проследила по налог на министерот Филипче до Министерот за труд и социјална политика." Значи, Филипче, следејќи ги личните и партиските интереси, не се интересирал ниту што велеле експертите,
А денес излегува во јавност и се фали дека правилно постапил обвинителот на социјалдемократите и ДУИ. Но Филипче мора да има на ум дека при нов доказ повторно може да почне постапка за исто дело, а граѓаните, семејствата на жртвите, имаат право на правда. Филипче на денешната пресконференција упати порака и до левица, откажете се од мајка Русија и татко Мицковски и може да се обединеме. Прокси партијата на Христијан Мицковски, тоа е левица, се согласува за избори и повикува на некакво обединување на опозицијата. Обединувањето може да биде само со и зад Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Зошто? Поради тоа што фронтот за вистина и правда веќе објавен. Поради тоа што левица е партија која што е проруска партија, која што имаше јасен транспарент дека НАТО се убици во собранието и доколку кажат и доколку ги сменат своите политики и се откажат од своите ментори и финансиери мајка Русија и татко Христијан Мицковски, и тие се добредојдени во фронтот за вистина и правда. Нека се откажат, нека кажат дека НАТО е добро за земјата и дека се за Европската унија, затоа што Европа и проевропските политики, патот напред кон Европа е тоа што е главен постулат на нашиот фронт за вистина и правда. Ги повикуваме тука и имаме многу разговори со други партии, луѓе, поединци, граѓански организации, видни интелектуалци кои што очигледно е дека сваќаат што се случува, дека оваа власт не прави ништо, дека нема добри политики за граѓаните, дека само не презадолжи 2,5 милиарди евра повеќе за само 2 години. Значајно го зголеми јавниот долг, никакви проекти во интерес на граѓаните, само проекти за нивен личен интерес. Кампањата со бугарите им пропадна. Зошто? Затоа што се докажа дека огромен број членовите функционери на ВМРО имаат бугарски пасоши, фирми, нивните семејства имаат бугарски пасоши. Затоа не го пуштија законот во собрание да највисоките владени функционери во државата немаат двојно државјанство. ВМРО ДПМН на тоа не се согласи. Едноставно тој закон го блокира. Владата инвестира денес за граѓаните да имаат подобро здравство утре со нови болници, модерни здравствени центри и нов клинички во Скопје, порача денеска од владеачката ВМРО ДПМН. Кога зборуваме за здравството, зборуваме за нешто што директно го засега секој граѓанин. Затоа, определбата на владата, предводена од ВМРО ДПМН, е да изградиме здравствен систем кој ќе биде модерен, функционален и достапен за сите. Затекнавме здравство со сериозно насапуштена инфраструктура, нефункционални установи, недоволна опрема и објекти во кои со години речиси ништо не било инвестирано. За да ги подобриме состојбите, фокусирани сме на реализација на клиничка болница во Штип, клиничката болница во Тетово, здравствениот дом во Кичево со проширена дејност, како и студентскиот дом и факултетот за медицински науки. За овие проекти веќе беше објавен меѓународен повик за финансиери и веќе имаме добиено необврзувачки и индикативни понуди кои се поволни и прифатливи. Паралелно ја разгледуваме изградбата на големиот клинички центар во Скопје, проект кој треба да биде еден од најзначајните здравствени проекти во современата историја на државата. Една од локациите што се разгледува е кај базенот Борис Трајковски, која е стратешка локација, која има пристап до 2 булевара, до гасоводна мрежа и е во непосредна близина на обиколницата. Станува збор за локација во приватна собственост и во тек се разговори со собственикот за можност за замена на земјиштето. Нашата визија е да изградиме ултрамодерен клинички центар, кој нема да биде само за Скопје и за граѓаните на Македонија, туку ќе создаде можност за привлекуваме пациенти и од соседните држави. Планот предвидува и топол подземен премин под булеварот Илинденска, кој ќе го поврза новиот комплекс со постоечката болница 8 септември. Во целина се вклопуваат и 5 центарот, кој го развиваме како и поликлиниката Букурешт. Тоа значи создавање на целосно заокружен здравствен комплекс со современа инфраструктура и поврзани здравствени услуги. Од друга страна, во изминатиот период, целосно ги реконструираме оперативниот блок, интензивната нега, патологијата, клиничката лабораторија и кровната конструкција на болницата 8 септември.
Целосно е реконструирано и одделението за травматологија во старата градска болница, објектот во кој со децении немало сериозна инвестиција, а во ГАК вложени се околу 110 милиони денари, од кои околу 35 милиони денари во реконструкција и околу 75 милиони денари во современа медицинска опрема. Во клиничкиот центар Мајка Тереза веќе се реконструирани 6 операциони сали, а во следните неколку месеци се очекува да бидат пуштени во употреба уште 4 современи операциони сали. Тоа значи дека ќе имаме вкупно 10 модернизирани операциони сали. Реновиравме повеќе од 10 здравствени објекти и клиники и набавивме современа медицинска опрема вредна неколку милиони евра. Со ова покажуваме дека проблем по проблем, болница по болница и клиника по клиника здравството го менуваме. Затоа нашата цел и заложба е граѓаните да добијат здравствени установи какви што заслужуваат, современа опрема и здравствен систем кој ќе биде подготвен за иднината. Владата, предводена од ВМРО-ДПМН, инвестира денес за граѓаните да имаат подобро здравство утре. Во дневникот следуваат информации и од спортот. Фудбалските прволигаши според сите очекувања и предвидувања одиграа на вистина интересни и неизвестни надпревари во рамките на четвртото коло. Надпреварот помеѓу Скопје и Тиквеш, наместо на Железарница, се одигра на терените на Фудбалската федерација на Македонија, бидејќи стадионот на Скопје се уште не ги исполнува условите за одигрување надпревари од највисок ранг. Иако Тиквеш тргна офанзивно и создаваше шанси, Скопје прв дојде во водство во 34-та минута. Тиквеш продолжи со нападите и во 70-та минута еден домашен фудбалер играше со рака во сопствениот 16-етник и Тиквеш доби пенал, кој во гол го претвори на Фанли Сила. Кавадарчани до крајот продолжија со иницијативата, но резултатот остана непроменет 1-1. Во Штип, Брегалница забележа сигурна победа пред своите навивачи против Башкими со 3-0. Шкендија Рачиново на домашен терен беше непријатно изненадена и поразена од Арсими со 0-2. Четвртото коло во првата македонска фудбалска лига е некомплетно, бидејќи денеска се одигра два дерби надпревара. Вардар во Скопје го пречека Силекс, а на терените на Фудбалската федерација Тетовска Шкендија беше домакин на Струга Тримлум. Во следното коло, предстојниот викенд, Тиквеш во Кавадарци ке го пречека Скопски Вардар. Викендов се одигра средбите од редовното второ коло во втората македонска фудбалска лига, која како и во првата лига не беше комплетно. Имено надпреварот помеѓу Тетекс и Работнички е одложен по барање на домашниот тим, поради тоа што неколку клучни фудбалери на тетовчани се дел од медитеранските игри во Таранто. Поради фактот што тревнатиот терен на стадионот Петар Милошевски во Битола беше значително оштетен по концертот на Здравко Чолич, средбата помеѓу поранешните прволигаши Пелистер и Брера се одигра во Кавадарци. Струмичани речиси цело второ полувреме игра без капитенот Стојановски, кој поради два жолти картони беше исклучен, но сепак успеа да не примат гол, па средбата заврши без голови 0-0. По две одиграни кола без победа остана и Новаци, кој пред своја публика загуби од Беласица со 0-1. Минимален триумф извојува Македонија Ѓорче Петров, која во малото скопско дерби славеше нагости кај Евромилк Горно Лисиче со 0-1. Дебитантот во втората лига, Кајмани, ја забележа премиерната победа во ова надпреварување, откако со 2-1 го победи Осогово. Домашен триумф извојува и Кожув, откако со 2-0 ја продолжи мизеријата на Шкупи. Ракометарите на Прилеп се победници на 11-тото издание на меморијалниот турнир Миле Нешковски, откако во финалето го совлада градскиот ракометен клуб Тиквеш со 36-29. На првиот надпревар од својата група, кавадарчани
иако во еден момент беа во негатива од 5 гола, 16-11. Во драматичен надпревар успеа да го совладаат Бутел со 23-22. И во вториот надпревар Тиквеш славеше тесна победа против Еврофарм Пелистер 2 со 28-27. Кавадарчани губеа со 11-4 во првиот дел, но во последните 15 на минути од мечот се случи комплетниот пресврат и со гол од седмерец во последната секунда Тиквеш победи и се пласираше во финалето. Најдобар стрелец на турнирот е Кристијан Симоновски од Еврофарм Пелистер 2. Најдобар голман е Благојче Трајковски од Прилеп, додека за MVP беше прогласен Димитар Димитриевски од екипата на Прилеп. Третото место го освои екипата на Еврофарм Пелистер 2, откако го совлада Multi-Essence со 32-29, додека петти е Бутел, кој славеше над Младост од Богданци со 32-30. Времето утре предпладне, сончево и топло, а попладне и во вечерните часови наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со засилен до силен ветер и појава на град. Температурата ќе достигне 37 степени. Потоа до крајот на работната седмица ќе се задржи сончево и топло време со појава на умерена облачност во текот на денот. Го гледавте дневникот на КТВ, не заборавете, информации може да најдете и на ktv.mk и нашата официјална Facebook страна. Имајте убав вечер.